أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, poštovani dragi braća, najprvi izrazujeme blagodarnost i slava na uzvišenju od gospodar Allah dželle dželaluhu, koji ne okriti su brojni blagodeti. Istovremeno da nasujeme salavat i selam na našeg pejgambera Muhammed ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam, na njegova česna familija, ashabi, tabi'in i svi te iskreni sledbenici koji vo dobro go sledat do sudnjeg dana. Dragi braća, sakam da vi ja prenesam jedna interesna slučka nastan koju go prenesuva šejh Mahmud al-Misri, Ebu Ammar, vo jedno od njegovite predavanja za jedan mladić, jedno momče koje gi izgore sobstvenite prsti samo da ne počini blud. Raskažuva šejh Mahmud al-Misri, kažuva дека jedan univerzitet za devojki imao ekskurzija vo nekoje dalечно mesto za poseta na nekoji istorijski spomenici, istorijski obeležja. Profesorkите заедно со студентките тргнале во посета на тоа историјско монументално место, да го посетат, да ги посетат тие споменици, а истовремено и да направат некои белешки, некои информации околу тоа историско место. Стигнаа на местото, кое беше далечно, сите почнаа да ги гледаат спомениците и секоја од тие студентки и девојки застануваше покрај некој споменик што и се допаѓаше и ги забележуваше најинтересните, најзанимливите податоци кои ги сметаше за вредни. Така една девојка, една студентка од сите тие се одвои, занесена во спомениците, во обележјата, пишувајќи информации, белешки околу тие споменици. Сонцето беше на заоѓање. Сите студентки и професорки се вратија во автобус и се насочија кон дома. Професорката, мислејќи дека сите се присутни во автобус, замина. Таа девојка остана сама. Затоа, кога виде девојката дека сите се заминати, автобусот е заминат, а таа останата сама, почна да оди кон најблиското место, да побара некој превоз или слично, за да се врати дома. Меѓутоа не најде ништо. Одејќи попат, здогледа една мала кучичка. Таа изгледаше како напуштена куќа. Се доближи до неа, почука на врата и кога се појави едно момче. Младо момче со приближно 20 на години. Ја праша на девојката, на студентката, што бараш ова време? Таа му раскажа дека таа била во групата на студентки кои биле во посета на тие споменици. Меѓутоа автобусот заедно со професорките заминал и таа останала сама. Па сега бара чаре, бара решение како да се врати до дома, а веќе е доцна. Тој, момчето, рече: слушај, сега е доцна. Сега нема никаков превоз и нема начин како да те одведам до дома. Јас би ти предложил да останеш да спиеш овде, па утре са бајле ќе те испратам до дома. Девојката со страв, уплашена, да не и се случи нешто,
Меѓутоа на крај пак прифати, бидејќи немаше друг излез. Ова момче, младич, и рече: ти ќе спиеш на мојот кревот, а ја ќе спијам од другата страна, од собата. И во средина стави перде, за да не ја гледа. Таа девојка, уплашена од страв, да не се случи нешто, а момчето имаше книга в рака и пред него свеча. Не можеше да склопи око, плашејќи се да не направи нешто. Меѓутоа нешто чудно се случи. Момчето околу полноќ ја остави книгата и го стави едниот прст на свечата. Да почувствува болка. Таа се чуди и гледа во него. И си мисли да не е некој гатач, да не е некој сихирбаз, некој бајач. Потоа целата рака над свечата ја испрши, ја изгоре. Таа се тресе, се плаши и до наутро, до изутрина сабајле, не склопи око. Сабајлето, утредента, момчето ја одведе и го покажа патот, превоз, за да се врати девојката во незиниот дом. Кога дојде дома, таткото ја праша каде беше, каде преспа, и таа девојка во целост му ја раскаже случката со ова момче. Му рече: преспа во една кучичка. Имаше едно младо момче. Меѓутоа, тоа момче ме испочитува. Не ми нанесе никакво зло. Дури преку ноќ ги изгоре прстите. Се плашав да не гаташ, да не бајач, али како и да е, елхамдулилlah, на крај све испадна добро. Таткото да се утврди во вистината на овие спорови на неговата черка, дали е вистина што неговата черка го кажува, тој се упати во тоа далечно место кај таа кучичка да се распраша и да види што всушност е таму. Чукна на врата, кога излезе младо момче. Излезе младо момче. Рече: се извинувам, јас сум останал на пат, дали ќе можеш да ми даш чаша вода? Детето потрча, наполни вода и му носи, и кога ќе види неговата рака завиена, замотана со забои. Рече: извини да те прашам нешто. Ще гледам раката, нешто ти е повредена. Може ли да ми кажеш што всушност ти се случило? Рече: да ти кажам право. Рече: пред 2 дена една девојка залутала, останала, а била на екскурзија со студентки и професорки. Таа спиеше во крајот од собата на мојот кревет и јас спиев на другата страна. Меѓутоа, кај полноќ, читајќи книга, пред мене свеча, дојде шејтан и ме наговори и ми вели: сега имаш шанса, сега имаш прилика да починиш блуд. Ти дошла девојка, зарем нема ништо да направиш? И рече: јас си го ставив прстот на свечата, да го почувствувам болката и огнот, бидејќи се сетив дека џехенемскиот оган е повред, џехенемскиот оган е пожежок. И така ги изгорев прстите, да чувствувам болка и да ми го скрене моето внимание, само да не начини зло на таа девојка. И тогаш таткото му кажа и му рече: јас сум татко на таа девојка. Ајде со мене и не гледам подобар човек, подобро момче, која заслужува мојата черка, освен ти. И го седе овој човек на тоа младо момче, кој живееше скромно, сиромашно, го донесе во град и го ожени за својата собствена черка. Од овој пример, што можеме да заклучиме? Аллах џелле џелалуху во Куран, во сура Талак, 2 ајет вели: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ лَا يَحْتَسِبُ. Оној кој се плаши од Аллах џелле џелалуху, оној кој го има на ум Аллах џелле џелалуху, Аллах џелле шануху ќе му даде излез, ќе му даде решение
од секој проблем. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ и ќе му пушти риск, обскрба, снабдување од каде тој што не очекува. Затоа држањето за Аллаховиот пат, свеста за Аллах џеле џелелуху, избегнувањето на харамот, сите овие работи го прават човекот да биде истраен на Аллахов пат, а Аллах џеле џелелуху ќе го награди со неговите неизмерни награди. Нека Аллах џеле џелелуху не окористи од тој пример и ја направи нашата младина од оние кои ќе земат пример од тоа момче кое го избегнува харамот и на крајот ќе биде наградено со, значи, тоа можеше да ја поседува за една вечер таа девојка, меѓутоа поради страв од Аллах џеле џелелуху, Аллах одреди сега да ја поседува цел живот и тоа на дозволен, на халал начин. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.